примери кога во блогови од функција на едукација се креираат блогови на цел клас во едно училиште и професорката е ментор на сите тие блогови и сите тие задачи и работники и децата ги дел од работните задачи децата ги извршуваат преку блоговите, пишуваат разни написи, реферираат за неки работи и слично. Вакви примери има доста развиени и академски трудови за блоговите во употреба на едукација во Европа и во Америка, меѓутоа и во Македонија имало досега некои се активни примери на ученици во училиште кои што дел од своите активности ги облагуваат преку блоговите, што комуницираат и извршуваат некакви задачи за научителите. Имало во Скопје, во Нова, има во Битола, има примери кои што се секој за поздравување. Сега, тука некаде се завршам со тоа нека дефинирање на блогови и блогосфера, чисто како е мал увод, бидејќи така да ги спојам блоговите со новинарството. Многу често луѓе кои што не знаат или не имале некое позитивно искуство со блоговите се доста одбивни кон нив, бидејќи огромен дел од блоговите се навистина лични дневници кои што се интересни за 5, 10, максимум 15 луѓе. Ако некој тинеџер пишува блог за својот живот или за тоа што му се случува денеска, тоа апсолутно не е интерес за никој друг освен за 5 другари кои што знаат дека тој има блог. Меѓутоа, така наречениот блогинг айсберг, значи тие неки 10-20% од купните блогови кои што постаат или блогери на светско ниво, ја креираат онаа слика која што дава генерален инпут на темата граѓанско новинарство, граѓански медиуми, партиципативни медиуми и слично. Тука има една битна промена за која што резултира понатаму со денешните случувања. Досега во медиумскиот систем, значи во обществениот систем, прибирањето, известувањето, анализите и прибирањето на информациите и вестите беше резервирано исклучиво само за новинарите. Значи, апсолутно беше невозможно некој најобичен граѓанин да дојде до некој тип на информација и доколку дошол тој не може да ја објави таа информација, не може да добие простор во медиум, во било кој медиум. Се до тој момент, до кога не беше возможно ова лесно публикување на содржина. Значи, сега таа улога на новинари, на луѓе кои што се нели чувари на информациите, веќе не постои. Значи, сега до секоја информација, до секој настан може да дојде било кој, нормално на различен начин и различно главото да влезе во информацијата, не секој може да биде новинар. Меѓутоа, граѓаните се во ситуацијата може да што го гледаат, што ќе ви е полен интерес, многу полесно да го објават на интернет и само тоа да станат активни учесници во медиумската слика. Токму ради напуштањето на таа универзална или загарантирана улога на новинарите, почнуваат да се формираат за тие граѓански медиуми или некои концепти на граѓани новинари или на партиципативно новинарство. Некој од трудовите велат дека не е баш најсоодветно граѓани новинари, бидејќи и овнаците новинари се граѓани или нека слична релација. И многу често, да речеме, BBC има своја политика да ќе ги нарекува, значи, таа содржина нарекува user-generated content или active witness content, нешто во тој стил, за да не го изедначи, значи, статусот на новинарот кој личен и статусот на граѓан. Или witness contribution, нешто така. Уште на сам почеток, значи, посебно зборуваме за блогови, меѓутоа, кога зборуваме за блогови, тука влегуваат сите оние пропадни форми на блогинг, значи видео блогови, на подкастинг, аудио блогови, значи тоа демозорство, и на сите овие, значи, social media, како е social bookmarking и слично. Неколку чисти разграничувања што не се новите медиуми, значи тие не се замена за известување за печат, иако има блогови во PR функција, тие не се имейл нормално замена за имейл, тие не се замена за класичните интернет презентации, за класичните интернет сајтови, иако сега доста често на интернет наоѓаме сајтови кои што да, се е класичен тип на сајтови, меѓутоа во централна позиција на самиот сајт е поставен блогот, бидејќи е најлесно и
припасливо да се постираат или да се кажуваат новините за одредената тема или одредената организација преку тој блог. Тие во никој случај не се заменат за традиционалните комуникацијски средства и канали. Пред на својата презентација почна спомна дека нормално нели телевизијата не го убива радиото и интернетот не ги убива останатите две, туку само си наоѓаат своја форма и се адаптираат на медиумскиот систем во кој се обслужени. Исто така нити блоговите ќе ги убијат останатите онлайн медиуми, нити пак ќе ги убијат или ќе ги уништат останатите традиционални медиуми. Имаат влијание на нив за тие да се променат, меѓутоа не да се уништат. И нормално, блоговите не се сурогат на директната комуникација лице во лице, иако постојат коментари, постојат дискусии огромни на типот на стануваат форуми блоговите во некој домен, некој блог. На почетокот, кога се разгледувале блоговите како новинарство, како дел од новинарство, имало една форма, една дефиниција, која се гледала блоговите како нова форма на новинарство. Меѓутоа, многу надолу после тоа, ова е тотално напуштено, бидејќи не е вистина воопшто, бидејќи бројот на блоговите и тоа што се издава на блоговите е значајно зголемен и содржината е многу далеко од новинарство. Да денес да се дојде до некаква дефиниција или некаква правила, која се дека некои блогови понекогаш објавуваат новинарски содржини. Значи, дури еден блогер да е новинар по својата струка и да објавува на блог, тој не секогаш поради формалниот пристап ќе објавува новинарски текстови. Значи, тој објавува лични искуства, истории и нешто што му било интересно или препорачува други линкови. Тоа апсолутно не е новинар. Тука има една табела сега за различните вредности и принципи по кои што се разликуваат, значи, суштински мејнстрим медиумите, тука да се вклучуваат и онлайн медиумите, значи без разлика дали се, значи нивните онлайн изданија, со блоговите, односно блог звездницата, блогосферата. Да не ги набројувам, значи, да не ги објаснувам детално, ово е јасно, објективност, централна контрола, филтрирани текстови, хиерархиски организирани и строги уредувачки стандарди и политики. За разлика од тоа, те блоговите, значи има субјективност, има многу поголема транспарентност, има еднаквост, значи на едно ниво се тестираат сите, иако во блогосферата и во многу пишувања се фаворизираат некои групи на блогови, така наречени А-листа на блогови, меѓутоа се уште нема дефинитивно мерило или дефинитивна листа на кој се е во таа листа. Значи, тоа е една флуид кој што влегуваат и излегуваат луѓе, чисто како ориентир дека ако е успешен или многу популарен блогот, да ти каже да, тоа е во А-листа на блогови. И тие се базирани, значи, пред се на размена на информација. Во предходната презентација се спомнуваше и отворите на прашање за линкови на онлайн ньюс сајтови. И најголемите светски медиуми не ставаат линкови надвор од своите сајтови. Има некој убедување дека така ќе си ги избркаат своите посетители надвор од сајтот, меѓутоа со развојот на блоговите и развојот на културата на читателите дека тоа не е напуштање на тој сајт, туку е само продолжување на информацијата, дека почнува да се модифицира и тој дел и да стануваат поотворени. Инаку денеска вие на BBC не може ниту единствен линк кој на водечен сајт да најдете, освен ако не е Google или ако не е Yahoo, и да нема да добиете пермалинк, значи директен линк до некоја веб, туку ќе добиете само Google како Google.com линк. Минатата недела се случи нешто што јас не очекував дека толку брзо може да се деси на New York Times, на сајтот на NewYorkTimes.com, на една вест која се известуваше за процесот на гласање во Америка, нели има некои избори, имаше текст кој што кажуваше кои блогери известувале за прекршувањето на процесот на гласање, дури имаше директен линк до YouTube видео за нека снимка од 10 на минути, каде е снимено прекршување на гласачкиот процес. Досега јас немам сретнато погодно еден текст толку директно линкови. Тие ќе го најдат авторот, ќе најдат останење, напишано меѓутоа линк директно нема. Блоговите, за разлика од мејнстрим медиумите, секогаш се отворени за размена на информација на едно хоризонтално ниво.